Ви благодариме за гостувањето и добре дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Во тек е надградба на системот за ракување со багажот. Што значи тоа? Надградбата на системот за багаж главно значи дека го зголемуваме капацитетот за багаж и го менуваме уредот за рентген, односно за безбедност на проверка на багажот, во така наречен стандард 3 уред. Се работи за нов уред, томографски рентген уред, а тоа значи дека се менува традиционалниот уред за безбедност на проверка на багажот со пософистициран уред, што е барање од страна на ЕСАС, од меѓународна воздухопловна организација која го наметнува овој стандард за обезбедување. Од тука, ако се имплементира нов рентген уред од ваква големина, зборуваме за уред со приближна тежина од 5 тона, а овој уред доаѓа заедно со ленти за багаж. Тоа значи дека што и да имаме веќе поставено во зоната каде е сместен системот за ракување со багаж, со рентген уредите, сето ова мора да се демонтира. Но бидејќи нема втор, резервен уред и систем, значи дека моменталниот треба да се демонтира. Во исто време, требаше и да најдеме решение како да се врши проверка на багажот на патниците кои ќе патуваат во меѓувреме, без прекини. За ова да се реализира, нашиот оддел за техника работеше деноноќно, за да се најдат и постават други ленти за багаж, други мотори за движење и се што беше возможно и изводливо за да можеме да ги извршуваме активностите без какви било прекини во работењето. Тоа е најдобриот одговор што можам да ви го дадам во врска со системот за ракување со багаж. Целата операција е тешка и бара голем труд, но ваква надградба се случува на неколку години. Ако нешто не е тешко, можеби и не е вредно да се направи. Точно. Има ли некаква промена во процедурата која е редовна пракса на аеродромот? Нема промени во ниту една процедура, а што се однесува на системот за ракување со багаж или надградбата на рентген уредот. Процедурите се повеќе или помалку исти. Се останува исто и ништо не е сменето. Промената е во однос на информациите што ќе ги имаат нашите референти за обезбедување. Ќе можат да го анализираат багажот за пократко време и подетално, што значи дека ќе биде уште побезбедно од претходно. Detailed way, so it will be more secure for us than it was before. Оваа година бележите пораст од 30% во бројот на патници од претходната година. Дали времето на чекање од 3 часа може да ги редуцира летовите, особено на пократките дестинации? Не, овој период од 3 часа е за патниците да пристигнат на аеродром на време. Во случај да има можност да имаме некаков позадински проблем, особено бидејќи во моментов се врши и мануелна работа во позадина. Многу од работите ги работиме во од, со цел системот да работи и да функционира додека новиот систем е спремен. 3 часа се повеќе или помалку како бекап за патниците да пристигнат на аеродромот порано, да се релаксираат. Ако има некаков проблем за системот за багаж, што е 5% веројатност, и ако регистрацијата, чекирањето на патниците и багажот не е на време, бидејќи не работат лентите за багаж, во тој случај ќе треба рачно да ги преземаме и проверуваме багажите. Ова значи дека авионот ќе доцни. Причината за овие 3 часа е авионот да не доцни и да бидеме сигурни дека регистрацијата е на време. Патниците треба да пристигнат на аеродромот на време. 2 часа порано, 40 минути пред летот, шалтерот за регистрација на патници и багаж се затвара. Тоа е стандардната процедура. Како тече процесот во првите 2 недели од воспоставувањето на новата пракса? Дали има некакви проблеми? Можам да кажам дека за среќа се е во ред. Тимот од одделот за техника на Скопскиот аеродром напорно работи и јавно би сакал да им кажам благодарам многу на тимот кој напорно работи заедно со тимот од одделот за обезбедување. Секако благодарност до целиот персонал од оператива и агентите за регистрирање патници и багаж, за патниците да отпатуваат на време. До сега немало некои потешкоти или проблеми, јас се надевам дека и до крајот на ноември нема да имаме. Се одвива брзо, па мислам дека дури ќе можеме да ги завршиме работите и пред крајот на ноември. Everything is going very fast. I think we may be even able to finish the work before the end of November. Дали ова значи дека патниците се доволно информирани, дека напорно работите и дека се ќе биде завршено на време? Да, патниците се информирани на време, бидејќи ние ги користиме нашите социјални медиуми, сите наши платформи за информирање за да стигне пораката до патниците. Во мала средина сме, секој се знае со секого, добиваме по стотици повици и луѓето прашуваат може да дојдам ли 2 часа порано, може да дојдам 1 час порано, но им кажуваме, ве молиме дојдете како што имаме објавено. Денес досега може да е се во ред, но за 2 часа може да има некаков проблем. Но ќе кажам повторно, ова е само со цел да се минимизира
регистрира времето на доцнење на авионот. Доколку патникот дојде 40 минути или 1 час пред летот, има можност да го пропушти регистрирањето. Но не сакаме да ги доцнеме авионите, па затоа и објавуваме и бараме пристигнување на аеродромот 3 часа пред времето на полетување, а со цел да бидеме сигурни дека се е во ред. Кога се патува, често се случува преку разгласот последен повик за и името на некое лице. Што ако патникот пристигне подоцна, надвор од временската рамка? Што ќе се случи во таков случај? Ке ви ги објаснам објавите преку разгласот за последен повик. Секој патник што има бординг билет, односно карта за качување во авион, кој е веќе регистриран, кој е внесен во системот, во кој се гледа дека има издадено бординг билет, тој патник може да биде повикан. Секој патник што нема завршено процедурата за чекирање, кој нема добиено бординг билет, нема да биде повикан. Бидејќи не можеме да знаеме дали патникот се регистрирал или не. Ова е начинот како се тоа функционира. За патник кој пристигнува доцна на аеродромот, како што споменав, 40 до 45 минути, кога веќе се затвора регистрирањето, за жал тие патници нема да можат да се качат во авионот. Значи, пристигнување 1 час пред полетување е максимум во нормални услови. Во моментов се наоѓаме во на некој начин вонредна ситуација, па затоа 2,5 часа е во ред, но ние препорачуваме пристигнување на аеродромот 3 часа пред летот, додека не е се во ред. But our announcement is still 3 hours until everything is more fine. Како ќе се одвива процесот откако ќе заврши процедурата за надградба? Дали патниците ќе почувствуваат некаква промена? Патниците нема да ја почувствуваат промената. Има многу работи што ние ги правиме тековно, а што патниците не ги чувствуваат. Исто така има и многу работи што ние ги правиме, а поради кои на патниците им е удобно, но тие не знаат што ние правиме во позадина. Вложуваме многу енергија и работа тука, затоа и само за патниците да се чувствуваат добро, да им биде пријатно кога надвор е жешко или да им биде топло кога надвор времето е студено. Има многу работи што ние ги правиме за патниците. Нема ништо да се промени, само што процесите во позадина ќе бидат уште побезбедни. Дали има некои други и дали ќе има некакви промени на аеродромите во Македонија кои што можете да ги најавите сега? Можам да кажам дека за следната година планираме да го зголемиме просторот за регистрација на патници и багаж со дополнителни 10 шалтери за регистрација на патници и багаж. Регистрација со цел да се олесни работата, како и да се зголеми капацитетот на овој простор, бидејќи очекуваме уште поголем обем на сообраќај за следната година. Ќе направиме некои други мали адаптации, но најголемата промена ќе биде зоната за регистрација на патници и багаж. Ви благодариме многу и да му посакаме титула на вашиот омилен фудбалски клуб Бешикташ. Ви благодарам и вам. Thank you.